Наред е нашата прва рубрика "Да се мијам или да продолжам да спијам". Се јавуваме кај Дуња Иванова, наша изворена пијанистка, која што вечерва ќе има концерт во 21 часот на платото пред Младинскиот културен центар. Дуња, добро утро, дали ве будиме или веќе сте будна? Добро утро, Сачка. Јас станувам уште пред 6 часот, односно птиците ме разбудија ова утро, така што сум доволно разбудена за да си помоабетиме. Да. Интересно е тоа што вие во април, оној ден кога не изненади снегот, ни пративте едно ваше домашно видео каде што на својот балкон свирите едно парче музика. Тоа парче музика ни го подаривте и нами, на гледачите и слушателите на утрински брифинг. Дали ви недостасуваше концертите? Дали ви недостасуваше публиката? Сите оние што имаат контакт со сцената и со јавните настапи, со публиката, со луѓето, со таа комуникација, знаат колку овие изминати 3-4 месеци беа за нас, да кажем, едно големо искушение. Се разбира дека ми недостасуваше, затоа што тоа е нашиот простор каде што ние имаме можност да изразиме нашата експресија, креативноста, мислата, она што како творештво расте буквално во нас секој ден, односно тоа е тој уметнички порив и тоа е нашата природна средина која во изминатиот период моравме на известен начин да ја модифицираме. Јас токму од тие причини го направив и тоа видео и драго ми е што токму во вашата емисија и го најавив концертот кој токму вечерва ќе се случува. Така е, ајде малку да поразговараме за концертот. Велите, музиката е на изворедниот германски композитор Макс Рихтер, а ќе изведувате и музика од македонската авангардна композиторка Ана Пандевска. Да. Зошто се одлучивте за овие композитори? Што е тоа што е интересно, што треба да го слушне вечерва публиката? Значи, овој концерт вечерва всушност представува два во едно. Во првата половина ја посветувам моето внимание и мојот труд го посветив кон творештвото на Макс Рихтер и тоа е едно логично следување после низата на концерти на сите оние минималисти кои во изминатите години ги изведував, како што се Прайснер, Арво Парт, Майкл Најман, Јан Тирсен. Макс Рихтер представува еден од оние ретки композитори кои, иако спаѓа во според изразот во минималистички правец во музиката, сепак неговата мисла е многу луцидна и конкретна, што се огледува и во програмноста која ја следат насловите на неговите композиции. Така што беше навистина еден голем предизвик да се истражува во неговата мисла. Тој е еден од најнаградуваните композитори во однос на филмската музика. Има напишано голем број на дела кои се користат и денес во опери, во балетски представи. Има над 1 милион продадени копии од своите соло албуми, така што е навистина на пиедесталот кога станува збор за европската музичка композиторска сцена. Додека вториот дел публиката ќе има можност да се запознае со и веќе досега изведувани, но и нови дела на нашата исклучителна и не е воопшто скромно го кажам, една од најплодните македонски композиторки Ана Пандевска, со која јас долго време соработувам. Таа е навистина храбра, ја користи музиката како медиум, како експресија, не гледа во неа само средство за уживање, туку напротив праќа силни пораки и токму затоа секој пат кога ќе се отвори можност за наша заедна соработка, тоа го прифаќам со огромно задоволство. Така е, Дуња, ова е ваш прв концерт по она престанување на сите културни активности поради пандемијата со COVID-19. Вие сте веќе, кажавме, позната по тоа што секогаш вашите концерти ги изведувате на сосема невообичаени места, на локации. Например, мене ми остави впечаток оној концерт ваш на плоштадот во Скопје. Сега некако со пандемијата и со препораките некако доаѓате на свое да свирите на отворен простор. Да, јас се трудам да покажам и да докажам на публиката дека не е потребна никаква посебна подготовка за да може да впивате уметност. Односно, сакам да им ја изложам уметноста пред нивните очи, да не може да ја одминат надвор од секаков концепт на класично следење на концертите. Откако почна пандемијата, јас имав уште едно убаво концертно искуство на кровот на градскиот трговски центар.
концерт кој беше снимен и потоа се емитуваше и навистина разбуди голем интерес, посебно во оние карантински денови. Така што мислам дека и вечерва откако одново на некој начин ми е дадена слободата во која јас искрено уживам со полн здив. Се надевам дека уметноста и изразот, тој музички израз кој најблиску допира до луѓето, ќе успееме на најсилен начин да го презентираме пред присутните. Сега на социјалните мрежи е популарно луѓето да кажуваат што научиле за време на карантинот, кои лекции животни, па што вие научивте еве додека траеше оваа изолација, што научивте за музиката, за себе си, можеби за кариерата ваша, за иднината? Некако во последно време сега актуелно е каде ќе се помине летниот одмор заради сите овие ограничувања. И навистина морам да кажам дека никогаш не сум се чувствувала посреќно што сум дома. Воопшто немам никаква желба ниту да патувам, ниту пак да ја напуштам земјата. Едноставно таа слобода која почувствувавме сите како е да ни биде одземена, сега мислам дека треба многу да ја цениме, да се радуваме на малите нешта кои ги забораваме во таа трка по секојдневните обврски. Во музиката секогаш наоѓам прибежиште, мислам дека таа е мелем во секаква една состојба и вечерва мислам дека ќе понудам едно духовно закрепнување за сите присутни. И едноставно можеби ова сето ќе не научи да живееме малку побавно, да комуницираме повеќе меѓу себе. Јас изминативе 3 до 4 месеци она што најтешко некако ми падна е што не сум ги прегрнала моите родители, например. Меѓутоа, да се биде тука и сега, веројатно е најголемата придобивка по која сите треба да копнееме. Пред да ви посакам успех вечерва, сакам да ве прашам и за што работите следно, што се вашите следни проекти, дали ќе може да ни откриете нешто? Па, она што беше следно на календарот е всушност мој солистички концерт во Париз, во градот на уметностите. Меѓутоа, заради сите овие ограничувања, веројатно тоа ќе се одложи за наредната година. Така што продолжувам во истиот манир. Еве, неодамна не напушти еден од најголемите композитори на сите времиња, Енио Мориконе. Да. И тој беше еден од оние на кои би сакав да и планирам да им посветам следен концерт, па веројатно во следната прилика ќе успеам да презентирам дел од неговото творење. Тоа ќе биде маестрално, значи со музиката на Мориконе тоа би било многу убаво, но за сега еве го концертот вечерва. Верувам дека ќе има доволно публика, сите се жедни за музика, за добра музика и ви посакувам успех вечерва и до некое следно гледање и слушање. Ви благодарам што учествувавте во утрински брифинг, Дуња. Ви благодарам, Сашка, имајте убав ден и повелете на концерт.